Вистина е дека Time Out оваа година првпат го објави рангирањето на најдобрите градови за живење на генерацијата Z, вклучувајќи над 18.500 млади родени помеѓу 1997 и 2012 година. Вистина е дека тие ги оценувале градовите според храна, ноќен живот, култура, пристапност, среќа, квалитет на живот и целокупна атмосфера. Вистина е дека Банкок, Тајланд, се најде на првото место, не само поради својата динамичност, туку и поради пристапноста. Вистина е дека 84% од генерацијата што живее таму изјавиле дека се среќни, а 71% го сметаат за финансиски подносливо место. Просечните месечни трошоци се околу $617 без кирија, што е речиси 46% поевтино од САД, со кирија пониска за речиси 69%. Вистина е дека Мелбурн, Австралија, го зазема второто место и е прогласен за културна престолнина на земјата. Вистина е дека 96% од младите го пофалиле културниот живот, а 91% го оцениле како град со одличен квалитет на живот. Трошоците таму се околу $1094 месечно, а иако е поскап од Банкок, сепак е 33% поевтин од Њујорк. Вистина е дека Њујорк се најде на четвртото место, благодарение на својата урбана енергија, прошетки, богата гастрономска и ноќна сцена. Но вистина е и дека само 46% од генерацијата Z го сметаат за достапен. Сепак, според уредничката Росилине Калган, вистина е дека уникатноста и возбудата што ја нуди Њујорк го прават посебно место за живење, без разлика на трошоците. Вистина е дека меѓу првите 10 се најдоа и Мелбурн, Кейптаун, Копенхаген, Барселона, Единбург, Мексико Сити, Лондон и Шангај, градови што, според генерацијата Z, нудат совршен спој на пристапност, култура и квалитетен живот. Вистина е дека ова рангирање покажува каде младите на вистина се чувствуваат среќно и инспирирано да живеат.